ВМРО-ДПМНЕ бара итно повлекување на одлуките на владата за разрешување и именување на нови директори. Тврдат дека се незаконски. Разрешувањата се направени без претходен оглас, а новоименуваните директори немаат приложено сертификат за познавање на јазик согласно законот, велат од партијата, и обвинуваат наместо професионализација, државата добива груба партизација. Од владата на СДСМ има целосен и апсолутен молк во однос на грубото прекршување на законите со незаконското именување на функционери на повеќе државни институции. Владата на шверцерски и илегален начин сака да протурка некомпетентни кадри кои треба да раководат со институциите. Таков еклатантен пример е со предлогот на владата до собранието спротивно на закон за директор на Агенцијата за државни службеници да се именува член на највисоките партиски органи на СДСМ. Спасе Глигоров е предлогот на владата на СДСМ, а тој воедно е и член на извршниот одбор на СДСМ. Втор ден телевизија Нова бара став од владата за обвинувањата упатени на нејзина сметка, но засега нема никаков коментар. Нема ниту образложение зошто некој избран да раководи со одредена институција. Во вторникот владата само информираше дека се разрешени директорите на Службен весник, Агенцијата за државни службеници, Државниот завод за статистика, Агенцијата за млади и спорт и Државниот архив и Управниот инспекторат. Ветуваа транспарентност, добивме самоволие. Ветуваа законитост, добивме шверцерско непочитување на законите. Ветуваа професионалци, добивме партиски војници. Спасе Глигоров, членот на извршниот одбор на СДСМ, е поставен за нов директор на Агенцијата за државни службеници. Кирил Петров, генералниот секретар на партијата на Ѓорѓе Ровчанец, ќе раководи со Државниот архив. Председателот на општинската организација на СДСМ Куманова, Мартин Костовски, кој на јавности е познат по инцидентот кога нападна двајца трактористи, е новиот директор на јавното претпријатие Службен весник. Дарко Каевски, подпредседател на СДММ и активен учесник на протестите на Шарената револуција, е назначен за прв човек на Агенцијата за млади и спорт. Апостол Симоновски е новиот директор на Државниот завод за статистика и досега работел во институцијата што ќе ја предводи. Разрешен е и досегашниот владин портпарол Александар Ѓорѓиев, кој ќе го замени, засега останува непознато.